Почитувани гледачи, наш гостин во емисијата 15 минути со е македонскиот писател и поет за деца Киро Донев. Човекот кој во својата творечка кариера направил 52 книги, напишал 52 книги и не мисли да заврши овде. Но, во наредниве 15 на минути во оваа емисија нема да зборуваме за литературата за деца, ќе зборуваме за Киро Донев приватно. Господине Донев, добар ден и добре дојдовте во нашава емисија. Она што е интересно за вас, а јас го познавам веќе долги години, е дека не може Киро Донев да го видите без шапка и не може да го видите без ова торбиче. Шарено плетена торбиче, многу интересно. Сега, има ли приказ на и шапката и ова торбиче? Па, шапката, да ти кажам, знаеш зашто ја носам, да не заборам, да бидам сигурен дека имам глава, знаеш. Така? Па така, кога многу пати, нели, викат луѓето, абе, каква глава, таква капа, така ли? Јас не знам, изгледа кај мене каква капа, таква глава. Изгледа обратно кај мене, а торбата ми е, оваа торба, не знам каде се не била, кај не пропатувала. Добро, имам повеќе од тие. Знаеш, Ѓорги, јас повеќе сум по човек кој, нели, талка натаму, наваму по природата, по тие мои патувања така ни светот. Па, тоа е најсигурно место кај што може да ги чувам моите приказни, како ти кажам. Тефтерчиња, листи, салфетки, некој пати се најде, тураш го джево се изгужва, тука таа торба може се да носи. Значи може се и се што да има. Пако може таа капа да носи таква глава, зошто таа торба да не носи и такви, јас ќе напишам нешто, да. Кога некој ќе помисли како треба да изгледа еден автор, еден познат автор, веројатно го замислува Ептен Дотеран, наместо ваква торба да носи актен чанта и така натаму, да изгледа екстравагантно, модерно и така натаму, но вие не патите од тоа. Не знам. Чие производство е ова? А види сега, ова е, јас имам дома още две торби, тоа е производство, таа ми ја даде на Гордана, една на Горјан Петровски жена му, а имам дома од баба ми, кога се ожених, баба ми даде викам бабо, викам чеис неќам од жената, само една торба, еден вршник, земав еден вршник на вистина и еден камен. Викам, шоки се тие трите. А викам, торбата, ако се скарам, викам, со керкати, со там каменот натре, јас на врато, и во варда, вика, а вршникот, баба, викам, ти оставам на глава да видиме, не ми треба мене тие некои други работи, дали имаш некој закопано богатство, викам. Не, вршникот го земам за, имам и подници дома, и вршници, имам грниња, тави и тие работи, кај што одам низ светот, кај што патам, сите носат други работи, аз или книги, или вакви работи, знаеш, она, за готвење, повеќе сум по кулинарството, по природата и така, знаеш, обично. Така, таа торба ми е многу драга, си ја носам, но неа можеш се да носиш и да не загадуваме. Нели викаме ние да се загадам. Јас сум многу љубител на природата, да не ја загадуваме. Тука можеш да ставиш се и да се ја испериш, да се ја носиш, а инаку кесиња, тие работи, најлони, не знам што таму. Така, тоа е. Ај, да се ставам. Вака, кога сме кај торбичето, се вели, ја знаете она изрека, во женска чанта не се гледа. Да. Само жената, чиј собственик е на чантата, само таа може да се гледа. Ама во машка торба може да се гледа, така? Епа има, да. Ке може ли јас да дзирнам малку во вашата... Епа сега може... Тука е една книга, видео е подгоре с незавршена приказна, тука е друга книга, уште еден примерок, тука е трета книга, Киро Донев, Мојот свет, тука е четврта книга, Киро Донев, Корејски народни приказни, тука е петта книга, тоа е календар на детството и другите нешта. Тоа е корона производството. Корона производство, за тоа зборувавме во една друга емисија. Зона кај што е забранен влез на корона. Се наоѓа ли во таа
торба, во тоа торбиче, понекогаш и мало шишенца со ракија. Како не. Така, да. Обично каква ракија е тоа? Сега зависи, тук си има. Да видам. Почнувам гледачи, Киро Донев секогаш со себе носи едно мало шишенце и за пред луѓето тоа е дезинфекција, значи против коронавирус, така. И после може си. Ама позади грбот на тие луѓе Киро Донев малку си пивнува од таа дезинфекција. Добро. Ајде малку и за другите нешта. Киро Донев го знаеме како писател за деца, но го знаеме и како билкар. Јас се сеќавам многу одамна на програмата на македонската телевизија одеше еден серијал. Ама и сега оде, уште сега. Така? Да, оде сега на трета програма. Така? Не само тука, одела и на, како и викате вие, у Канада, Австралија, одеше надвор, не знам која е таа телевизија. Од каде таа љубов кон билкарството? Георгија, јас уште како кога се вработив во детска радост, видове ми даде задача да правам некоја серија за растенијата. За растенијата, за житните растенија, за овие работи, што ги учат децата, нели? Тамо почнав прво со тоа, ама потоа ми рече, ајде сега и за овие чаеви, овие зеленчукови работи, што е нели градинарски растенија. Така кога почнав да ги поручувам тие работи, видов што значат билките за човекот, за здравјето на човекот. Нели викат дека за секоја болест постои билка. Има билка. Понатамо најдов една книга на таа тема, со нели таа алтернативна медицина, што се лекуваат билките, и почнав да ги купувам сите тие списанија што излегуваат се што е во врска со природата. Да речем билкарство, се она што е врзано за здрава храна и така натаму. А можеби корените се тука некаде кога уште бев ученик во основна школа, кодека пасев овци по природата, тие билки што ги јадевме, млечки, нели она има како тоа дива репка, па имаше едни решетки ги викаме, или вилино сито се копа доле како кочен има. Од тогаш, значи, најверојатно... Ние како деца јадавме козирки. Да, тие имаш албанско, тие се љупат и се јадат. Тие се... Исто така сум ги јал и јас. Едноставно, растенијата, било кој, значи, се што е растение, го сакам у природата. И мислам дека луѓето не се свесни што се направиле за да уништат природата, а таа колку е даровита и колку тој нејзин полезна, не тој нејзиниот критериум да не казнува, како се вика, многу е сега сам почна да не предупредува уште, не почна да не казнува. И излитена фраза е, се ја сечеме гранката на која што седеме. А природата може да спаси само со љубовта на човекот кон природата. А вие таква љубов имате? Ако речеме детето, уште кога е на градите на мајката, после зборот мама, го научи зборот природа, ќе знае да ја штити и да ја чува кај своја мајка. Супер. Јас това така го мислам. Ги познавате сите билки? Ги познавате ли и печурките? Да, печурките. Имам, нели таа серија има една природата храна и лекува, тоа се 10 епизоди што ги правихме низ цела Македонија. Тоа македонска телевизија, образовна програма на македонска телевизија, ја правихме низ цела Македонија, се разбира во сите тие годишни времиња. Знаеш, природата е една аптека на Господ, кај што зимаш се, а не плакиш ништо. Само треба во неа да влегуваш како добронамерник, не како натрапник, и од таа нејна богата трпеза да земеш само толку колку што ти е неопходно да обстанеш и да оставиш за оние што доаѓаат после тебе. Така е. А се разбере, нели, тука да може да
негде да помогнеш да не се загадува природата. Јас порано се бањавме како деца у реките, сега влези се измиеш раците, одма лише и не знам што таму тие работи, знаеш што е. Добро, кога сме веќе тука, колку струмичкиот крај, Подгорието, Беласица, Ограждан и така натаму, и колку крајот на југоисточна Македонија изобилува со лековите билки. Види овде, особено нашата Беласица. Така? Беласица, нашиот крај овде. Значи нема билка што да земеме моноспитовско блато. Само таму колку има билки, растенија, речеме и за здрава храна и за тоа, меѓутоа еве го почна блатото наше, не знам дали знаеш дека тоа е заштитено со некои рамковни конвенции, меѓународни конвенции. Општината Босилово заедно со Бугарија имат некои меѓугранична соработка. 3-4 пати се земаат пари за да се обновува, да се прави. Тоа е единствен таков природна реткост на Балканот, кај што има чуриште и блато. Тие се две различни поима. И кај што има, значи, во сите годишни времења може да се има, не знам, биодивизитетот е фантастичен. Меѓутоа, еве сега тука направија почистителна станица, нели тие што излегува фекалиите од струмица. А сега што се случува? Сега од Банско копат, од Банско, сите тие фекали од Банско тамо да доваѓат пак тука у реката, пак да го загадуваат јоле. Може да замисли. А тука беше јагули имаше на времето тука. 7-8 вида риби. Штуката доаѓа од Бугарија, доаѓа тука преку таа река што оде за Смоларе, преку Струмица, доаѓа се мрести овде и пак ќе се враќа таму. Многу интересно. Јагули имаше тука. Имаше десетина вида рибови. Различни се тие времења, јас се сеќавам дека некаде во како ќе му дојде 80-тите години, некаде на средината од 80-тите години, бев водител на една прослава, некаква годиштина беше од првата работна акција во Македонија, тоа е Моновскитовско блато. Значи, во 40-тите години, некаде 50-та година, се случила првата работна акција која беше многу карактеристична за цела Југославија. Сега тогаш сакале да го пресушат Моноспитовското блато, а сега зборуваме за еден биодиверзитет богат кој треба да се зачува и така. Тогаш беше направено тоа да се канализира, да се направи каналот, се правише, тој канал се што е тамо, заради маларијата, нели? Имаше и прва маларична станица е во Моноспитово направена во тоа време. И сите ние што сме вакцинирани, нели, од таа маларија викат дека наводно имало и некоја што знам, таа вакцина траела, се уште трае дека може некоја заштита, нели, и од други болести. Ама во тоа време било сосем друго. Така. Сите отварат нови отварат такви како се вика живејалишта на птици, на разни растенија, на барски растенија, барски свет. Биодиверзитет што го нема нигде. Значи богата флора и фауна, а нашиве сакат да го уништат. Добро. Направија таму, во Силово направи тие стази да можеш донатре да влезеш. Па го палат од време на време. Мислам, не знаеме да си ги чуваме тие природни реткости. Киро Донев не е само билкар, не е само љубител на природата, всушност и тоа има врска со природата. Киро Донев е и познат за оние кои го познаваат и ловец и рибар. Така ли или не? Па сега вака за ловец, јас повеќе сум фотоловец отколку... Така ли? Да, и ловец сум бил, нели, председател на ловно друштво во Скопје, на најголемото, сум бил уредник на списанието Ловец 5-6 години. Имам пријатели ловци не само во Македонија, туку во сите простори на некогашната наша татковина Југославија што беше, нели? И можам да кажам дека Македонија, а особено и нашиот крај овде исто изобилува со секаков вид на дивеч, кој исто така е во, како да кажам, загрозен некои видови на дивеч, или прелетен дивеч, или овај другиот шумски дивеч се, нели, предистрибување. Исто така, човекот прави се да може да и наштети на природата.
Не знам што. Не, тоа го прави за свој интерес и несвесно делувајќи против природата. Не, оти види, има горе планирано ловство, има таму, например, кај нас тука, ако е дозволено да убие човек да отстрела една јаревица, он ќе отепа 5. Така е. Вели, или да речеме, има правило во ловството. Ако видиш јато, ќе пукаш во таа што е сама. Оти ако пукнеш во јатото, 5-6 други ќе умрат, а една ќе најдеш. Или да речеме, во ловот има 3 категории значи има ловци спортисти, има ловци месари и има ловци снобови. Знаеш. Спортисти се знаат кои се тие што и почитуваат сите норми. Тие месарите се онаа што и дури подхрануваат, ги подхрануваат. Да, а тие другите па се тие, нели, другите да видат и они, нели, таму да се мерат. Ловот е, што знам, за среќа наша што Беласица е малце по дива планина, не е толку тука, па може да се зачуваат и срните. И има свињи, нема уште некои толку да се нели убиени, нели, да се. Добро, освен ловец, а риболовец? Да? Види, јас нема ден, у неделата може 3-4 пати јадам риба и се дружам со рибарите, ама не можам да ловам риба, не знам. Не знам, не можам да... Сум ловел како дете со рака, се обидов, се откажав до душа. На моноспитовско. Ама еднаш, да ти кажам, зашто се откажав од тоа, не ме бива, или не ме сакат рибите, што знам. Јас кога ме Вие ги сакате, тие не го сакате. Не, многу ги јадам, ама значи не сум рибар. Значи рибарите ловат, а не ги јадат. Јас значи не ги ловам, а јадам. Значи тоа види зашто за тоа не ме сакале рибите, кога бев мал. Нешто учев уште во Муртино. А брат ми Аца, најмалиот, тој што од Скопје, педагогот, во затворот што е таму што работи како управник на затворот. Тука една рекички има, тука реките школки имаше, може да најдеш школки се, рибите се гледат, сега веќе не е. И одеме да ловиме, он ќе фрли фати. Јас ставам ченка, ставам лепче, сирење, ставам ништо, он на празна јадичка, тап, ќе фати. Викам, утре не го носам, викам. Не одам утре со него. Мајка ми, викам, земи го синче, брат ќе плати. Не го земам, пак суспие, не можеме на риба да фати. Он вика, фрди, на 2 јадици фаќа, јас 3 јадици ставам, ништо не ми се фаќа. Од ден одам, тако, ставам 2 јадици. Фрли, чекам, нема. Чекам, фрлам, излева една штука, вика, дека е брат. И од тога, викам, мене нема било да риболов. И готово, скарани се со риболов. Не, викам, риболов нема. И сега си купувам риба тука од овие, или овие рибарите што доаѓаат. А дома имам бунар, нели, викам на тие, а си чувам риби доле, ги пуштам, знаеш, мерак ми е, да сакам, гледам риба, гледам ги риби, така и тоа е. Си направивме муабет и ќе завршиме со едно прашање. Зборувавме за нешто кој има врска со природата, билкарството, ловот, риболовот, моноспитовско блато и така натаму. И веројатно тука лежи одговор. Се извинам, кога сме кај блатото. Да. Еве тука им кажам на сите тие што ја сакат природата. Ти си еден од тие што ја сакат. Зарем е можно сега едно такво заштитено подрачје како што е моноспитовско блато, кој што е редок феномен природен. Освен Скадовски езда таму горе малце, да речеме сега да се прави, да се пуште канализација од Банско да оде пак во реката, пак да се загадува. Тоа е тема која треба да се обработува, се разбира, и едно такво богатство треба да биде зачувано. Значи, зборувавме за природата, значи зборувавме за разни нешта поврзани со природата. Има во Моноспитово изграден дом, таков дом. Да, знам. Тоа е еколошки дом, за екологистите, да. Дали тука лежи одговорот на прашањето зошто Киро Донев после долги години поминати во Скопје се врати во Моноспитово? Значи не во Струмица, туку во својата родна Моноспитово. Тоа е Ѓорѓи, види, колега Ѓорѓи, ти си автор исто, ти знаеш, ние малку сме врзани за родниот крај. Не се сметам од тие луѓе големите што се викат, меѓутоа сите тие луѓе, секој и најобичниот човек сака и обичниот печалбар сака да се врати тука. Јас отидов во Скопје, ама не фатив калем, што вика, знаеш. Значи, бетон. Ние селаници сме чудни луѓе. Даваме некои пати во село куќа на 3 ката, за обична гаража во град. Така. Да видиш. А кога ќе дојдеш на едно време, некои ќе дојдат
пред крајот на животот, кога треба да се свртиш да видиш што си поминал кај, обично некоја носталгија те влече. Мене не е тоа, јас никој пат не го прифатив градот. Ако живеев во Скопје, ама таму живеев, јас пак Колку години бевте таму? Колку од 64 после земјотресот до 2000 години, до 2004. 35 Ама имав години, една соба во една манастир Скопска Црна Гора, таму 22 години како монах на некој начин. И таму творевте, така. Таму творев, таму си бев и се вратив во родниот крај. Значи нема поубаво од тука. За тоа си дојдов. Така. Меѓутоа што не направив куќа негде таму горе у Белашце, можеби ќе беше подобро. Никогаш не е доцна. Господине Донев, ви благодарам за гостувањето во емисијата 15 минути со. И јас ти благодарам. И да се гледаме за убави нешта. Да се гледаме. Јас ве гледам вас редовно. Ви си е моја умилена телевизија и си ја гледам и дај Боже да се гледаме што уште подолго и така, нели? Ви благодарам. Почитувани гледачи, беше тоа Киро Донев со неговата шапка и со ткаеното торбиче во емисијата 15 минути со. До следното издање на оваа емисија. Довидување.